Драги пријатели, пред овие избори, по барање на СДСМ, имаше измена на законот за избори. Што ли не побараа да се промени во тој закон? Веќе јас самиот не знам што се промени и какви се нејасни елементи и какви не глупости влегува во законот. Само за да ги удоволиме, да не зборуваа дека изборите не биле чисти или изборите не биле онака како што треба да бидат. Се им прифативме. И веќе не знаеме како треба да се однесуваме и кога што да збориме. И затоа во овие денови молчиме, не зборуваме ништо конкретно за она што ќе го понудиме за Македонија за наредните 4 години. Но, драги пријатели, неделат уште 24 часа, кога утре вечер на Скопскиот плоштад Македонија ќе ја промовираме новата програма за наредните 4 години. Програмата на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Само уште 24 часа и народот ќе може да види какви сериозни и крупни проекти се планираат за наредните 4 години. 2046 нови проекти во програмата ќе можете да ги видите од утре натаму. Од утре натаму ќе почнеме да разговараме со конкретни работи, со конкретни дела. Тука е нашата сила, тука е нашата моќ. Драги пријатели, ние по најмалку две работи се разликуваме од Социјалдемократскиот сојуз. Прво, тоа е нашиот даден збор. И тука се виде голема разлика. Имаше можност и СДСМ во минатото да бие на власт и да дава збор и да видиме колку тој збор го исполнува. Имаше можност и ВМРО ДПМН да види, да даде збор и да се види колку го исполнува. Тука разликата е огромна. И тука е нашата предност. Првата наша предност и првата наша сила. Нашата втора голема предност е во квалитетот на програмата која што ја нудиме за развој и напредок на Македонија. Од утре натаму почнува презентацијата на новата 4-годишна програма. Од утре натаму сите вие ќе можете да видите на кој начин Македонија во наредните 4 години ќе оди напред. На кој начин владата ќе ја гради понатамошната иднина на Македонија, се разбира заедно со председателот Ѓорги Иванов. Затоа, драги пријатели, повикувам од утре натаму да се фокусираме на конкретни работи, на содржината на таа програма. Веќе е јасно дека тоа што ВМРО ДПМН го нуди и тоа што ВМРО ДПМН го ветува и дава збор, дека ќе биде исполнето. И ние таа доверба нема никогаш да ја прокоцкаме. Ние знаеме дека тешко се стекнува доверба, а лесно се губи. И затоа многу внимателно ја подготвувавме таа програма. Многу внимателно, со многу пресметки, со многу собрани луѓе, експерти, искусни луѓе од сите страни, собирајќи многу идеи од многу страни, од граѓани, од експерти, експерти од Македонија, експерти од надвор. По многу анализи ја составивме таа програма со 2046 нови проекти за граѓаните на Република Македонија. Драги пријатели, ние знаеме дека најголемиот проблем во Македонија е невработеноста и економијата. И токму на тоа сме најмногу насочени и фокусирани во минатите години, и токму на тоа ќе останеме најмногу насочени и фокусирани во идниот период. Вчера, например, беше многу добар ден за Македонија. Во еден ден се објавија 1650 нови работни места. 1000 нови работни места со новата инвестиција на Key Safety Systems од Америка и 650 на компанијата Granit која објави оглас за ангажман на вработување на 650 вработувања за градба на новите автопатишта. Тоа е нашата цел. За тоа ние работиме и за тоа вреди да се издржи многу. Гледам дека опозицијата, СДСМ, повремено кога оди по земјоделски места каде што има повеќе земјоделци, не критикува дека понекогаш субвенциите доселе.
Драги пријатели, ќе ги подсетам од оваа говорница, дека можеби понекога се случува кај нас да задоцне некоја субвенција. Ама бре луѓе, во нивно време немаше субвенции. Па како не им е срам денеска да зборат за некоја субвенција некому ако му закаснила 10, 20 или 30 дена, луѓе кои што додека имаа довербата на народот, не помислуваа на земјоделците да им дадат субвенција и да им помогнат. Ги сметаа за некоја шеста класа, кои што нема што да барат од владата и со кои што нема што тие да седнуваат намасе и да разговараат. Седнуваат со нив само кога им дојдеа пред владата масовно десетици илјади земјоделци да протестираат. Тие луѓе денеска имаат лице да излезат и да кажат, не знам, во Ново Село или во Босилово, 20 дена или 30 дена се случило да задоци субвенцијата. Не можам да разберам како не им е срам и како помислуваа дека народот има толку кратко мислење, односно паметење, да не може да се сети дека во времето на СДСМ, точно, не каснеа субвенциите, ама не каснеа бидејќи ги немаше. Тоа е исто како она изрека вели најмалку греши тој што ништо не работи. Ама тоа е најголемата грешка. Најмногу греши тој што работи. Меѓутоа, тој што работи, тој ја добива почеста и почитот од секој кој што го наблюдува неговото работење. Драги пријатели, ова се денови кога народот на Македонија уште еднаш ќе застане зад прогресивните сили на Македонија, кои што покажаа голема разлика. И народот ќе покаже дека народот знае да прави разлика. Дека знае да прави разлика помеѓу оние кои што денонокно работат да создадат нови дела и оние кои што даваат се што е во нивна мог да и помогнат на Македонија. Од оние кои што се само сваткоречиви, кои што се можеби добро извечбани говорници, кои што ви звучат пријатно кога говорат, ама кога им ја дадете довербата или кога сте им ја дале во минатото, ништо од она што го ветиле. Затоа народот на овие избори ќе ја даде довербата на оние на кои што државата им е пред се и ќе покаже дека знае да направи разлика. Да живее Куманово! Да сте живи и здрави! Да се видиме утре во Скопје! Да се видиме на презентацијата на досега најдобрата политичка програма во Република Македонија. СДСМ никогаш немале програма, па мораме да се споредуваме со нашите. Но ова што утре вечер ќе го видите е најдобрата политичка програма било кога подготвена во Република Македонија, најквалитетната политичка програма. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее Европска Македонија.